Почитувани, вчера пред просториите на Општинската организација на СДСМ Неготино беше одржан протест. Наводно, протестот го организираа група на загрижени земјоделци, социјални случаи и пензионери. Но, која беше вистинската слика пред СДСМ Неготино? Почитувани, дали координаторот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, Јордан Паунов, вработен во катастарот во Неготино, е социјален случај? Што и доцнина Павлинка Честојнова, секретар на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Неготино? Дали директорската плата во поштата, дали советничкиот паушал, или пак нешто друго? Дали како загрижен земјоделец се представуваше Јованка Камчева, советник во Општина Неготино, вработена во Министерството за правда? Зашто е загрижен председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН во Неготино, Игор Јованов, син на директорката на Домот за култура во Неготино? Сите ли советници на ВМРО ДПМН се загрижени земјоделци, социјални случаи или пак пензионери? Почитувани граѓани, директорката на здравствениот дом во Неготино, Благородна Ѓорчева, наместо да е загрижена што и се распаѓа здравствениот дом, што доколку се босни со трнче, нема лекар да ти помогне, ќе оди за кавадарци, таа се решава да протестира пред СДСМ. Од што е загрижен раководителот Ѓорѓи Ајтов? Колку само како загрижени пензионери изгледаа комуналните редари вработени во Општина Неготино? Во која категорија загрижени луѓе ги сместивте вработените во ТЕЦ Неготино, кои со организираниот превоз, со автобус ги донесоа да протестираат за нивното носење, ама буквално носење, постојат и видеоснимки. Сите ВМРО-вски работници во јавното предпријатие Комуналец Неготино, ВМРО-вските волонтери во Општина Неготино, вработените во Општина Неготино од раководител до чувар, и тие беа дел од протестот на наводно загрижени земјоделци и пензионери. Целиот состав на Домот за култура беше излезен на протест. Почитувани, вчера пред просториите на СДСМ во Неготино имаше се, само загрижени граѓани не. И со право, тие што беа, не знаеа да кажат зашто протестираат. Затоа дека ДПМН нема допирна точка со ситуацијата во која се наоѓаат граѓаните на Неготино, беше докажано и со вчерашниот гест, кога во текот на протестот добро дотераните директори, раководители, советници, административци, волонтери и што ли уште не, почнаа да фрлаат јајца кон прозорците на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Неготино. Почитувани, додека ние од СДСМ секојдневно сме со граѓаните на Неготино, ги споделуваме нивните проблеми, забележуваме дека многу семејства во Неготино се соочуваат со проблемот да не може да си обезбедат основни услови за живот. Луѓето немаат пари леп да си купат, а загрижените директори и директорки се луксузираат, па фрлаат јајца кон прозорците на СДСМ. Тоа е само доказ дека ДПМН нема врска од тоа во каква ситуација им се граѓаните. Одовде упатуваме прашање и до Министерството за внатрешни работи, полицијска станица Неготино. Колку соодветни записници за прекршок на Законот за јавна чистота беа направени вчера? Очигледни беа прекршоците на законот, а сето тоа се случуваше и пред очите на вработените во Министерството за внатрешни работи, полицијска станица Неготино. Почитувани челници на ВМРО ДПМН, оваа лудило не може вечно да трае. Народот ве прочита. Народот и ќе ве смени на следните локални избори во март наредната година. Ви благодарам.